Добро вечер и добре дојдовте во вечерашното издание на емисијата Тунел. Канцерот за жал е закана на новото време. Рече си да нема семејство кое не се соочува со оваа дијагноза. Не бира ниту по возраст, ниту по национална припадност, ниту по статус. Но како е да се изборите и како е да живеете со дијагнозата? Може ли истата да заврши некогаш? Како е животот потоа? И се разбира како од медицински аспект можеме да одговориме на бројни прашања кои верувам се дилема за многумина. Вечер во Тунел со моите гости. На големо задоволство ќе ја поканам Софија Кузмановска. Добро вечер и добро ни дојдовте. И доктор Нино Васев. Добро вечер, доктор, и за вас. Добро вечер, повелете Софија. Добро вечер, докторе. Добро ни дојдовте. Повелете. Една многу пространа тема, широка, реков за жал е закана на ова ново време. Рече си да нема семејство кое не е засегнато токму од канцерот. Софија, вие најлично ја доживеавте и преживеавте приказната по прашање на оваа дијагноза, докторе, вие секојдневно рече си се соочувате со дијагнозата на клиниката за онкологија. Ајде прво, Софија, да почнемете така. Вие сте една прекрасна топла личност, морам на почетокот да кажам, која исклучително многу убаво се носела во животот. Не ве познавам во тој период, но подоцна ве запознав со периодот на дијагностицирање на рак, кај дојката кај вас конкретно, и се разбира потоа целиот оној период кој го минувавте вие со оние ваши блиски луѓе со кои го споделувавте ова најможеби тешко време за вас во животот. Кога ви беше дијагностициран рак на дојка? Па, поминати се веќе 10 години и сега можам да зборувам за тоа така полесно. Полесно. Иако не е лесно да се навратиме на таа приказна. Имав чести редовни контроли поради некои цисти што се појавуваја. И се случи последно летување на редовна контрола. Одам, очекувајќи дека ќе биде уште една како претходните. Меѓутоа се случи дијагноза што ме шокирала, претпоставувам. Шокира, да. Посебно што беше многу рутинско на одење на контрола и земање резултат. И она го земам резултатот, сама го земам резултатот од цело купче, си го бирам името, очекувајќи дека е нешто како и до тогаш, меѓутоа со големи букви пишуваше инвазивен карцином. И тоа беше момент кога се запира. Запира времето, се е тишина, целата бука околу нас запира. Само дишењето, само мислата, зошто мене, зарем јас, зарем е готово. Многу прашања во тој смисол. Меѓутоа, тоа е првиот шок што трае и што зема здив. Господ секогаш ни праќа луѓе да ни кажат некој утешен збор и се случи во цел тој хаос во болницата, во цела гужва, да помине една докторка да ме види во тие чувства и да ме охрабри со толку топол убав разговор дека не значи тоа крај. И дури после многу години сватив колку е важен таков разговор да се има на почеток. И тоа е мотивот за овој разговор, за ако може да допре до луѓе кои што се во таква состојба сега, кои што се очајни, да сватат дека тоа не е крај. Тоа не е и воедно поентата. Тоа е нов почеток. Меѓутоа треба да се преживее, а не е лесно да се помине тој тежок период. Не е лесно. Значи тоа беше шок на прво примање како информација сам за себе, потоа известување на најблиските. И потоа многу човечки изгледа да се мисли некако по инерција, затоа што до тогаш секогаш била грижата насочена кон семејството, кон децата, кон работата, кон една рутина што ја живееме многу несвесно ако немаме вакво искуство. И сега наеднаш треба да се извести за сето тоа. За среќа имав многу голема поддршка, имам прекрасно семејство, прекрасен брачен другар што ми е од гимназиски денови потпора, со многу големо разбирање и поддршка, деца исто така прекрасни фамилија што се шири, фала на Господ, и што имаат разбирање во цел овој период. И потоа, после тие мисли, што сега, што понатаму, по инерција некако замислував што со децата, што со работата. До тогаш мислев дека не може без мене дома, или дека не може без мене на работа, или не може децата што ќе прават сега без мене. Меѓутоа, вториот глас што Господ ми го прати беше преку еден разговор со брат ми, кај што ми кажа нема време, нема сили за растурање, и тоа ми беше едно будење дека навистина е така. Во таков момент
Навистина немаме време да се истрошуваме на размислување за другите. Колку и да е огромна љубовта како секој што си имаме према на своите најблиски, сепак во таков момент сме сами. Сам со себе. И сваќате можеби Секој може без секого. Колку губиме можеби во секојдневието од тоа вистинско значење за посветување време себе си, некогаш велат и 15 минути обидете се да си посветите, ама сами на себе, нели? Да слушнете што ви се случува, што ви треба, што можеби не ви треба, можеби и ќе прочитате некои 3-4 реда од книга, од весник, не е важно. Ќе бидете сами со себе и ќе си бидете сами со своите мисли. И поинаку е се, нели, кога веројатно ќе сватите дека околината и тоа како она, па посебно подалечната, нема толку учество во вашиот живот, ниту е многу битна, нели, за вашиот живот и посебно веројатно кога се соочувате со вакви големи животни предизвици, го сваќате значењето на јас, важноста моја и се разбира најблиските. Зборувам за таков момент, за таква информација, за таква дијагноза кај што останувате сами со себе. И навистина нема време за трошење и не треба трошење на емоциите кон безпотребни правци, него треба акција. Како тргна вашата акција? Како тргна мојата акција? Значи, многу ја почитувам медицината, со нејзина помош беше многу навреме дијагностициран, многу рана дијагностика од страна на доктор Светлана Антовска-Грујовска, дијагностика само врз основа на ехо, што не се виде на мамографија. Потоа одлична интервенција од професорот Карцковски. Меѓутоа, тоа беше еден период кај што се преживува цела таа болка, цела таа траума. За среќа на тоа летување што го спомнав не случајно пред да ми се дијагностицира оваа болест, најдов еден камен со крст. Си го понесов ресрекна, онака си го имав со себе. Меѓутоа, мене тој камен ми беше таков активатор на верата во себе, што го имав во рака постојано. И од клиника и се гледа и крстот на водно и со каменот во мојата рака, ме наведе на молитва во сите тие периоди. На интервенции хируршки, една па друга, што не се лесни. Јас имав во себе молитва постојано. Кога се будев, кога заспивав, кога одев на интервенција, анестезијата ја примав со молитва, се будев со молитва. Ми се разбуди таква вера во себе, или пак верата ме разбуди мене, не знам што се случи, ми беше многу важно начин за спасување. Имав среќа да е се во ред, да е интервенцијата во ред, да нема останато нешто што е ризично за понатаму, за да се загрижувам. Понатаму си предав во сигурни раце на онкологија кај доктор Кралева во тоа време. И поминав само, беше ран стадиум, беше поминав само со терапија тамоксифен 7 години, за среќа без хемотерапија, без зрачења, меѓутоа сепак си го преживав на свој начин. Али не беше, кажувам, крај, туку беше нов почеток, затоа што после тоа се беше подруго, се поинаку. Почнав да го ценам животот, почнав да се радувам. Јас од секогаш се радувам на мали нешта, меѓутоа од тогаш секој мирис ми беше повпечатлив, секој вкус, секој звук. Така се стопив и со природа, и со луѓе околу себе, и со се многу убаво уживање во животот. Зошто понекогаш за жал ни е потребно некакво вакво будење, за да бидеме свесни за убавината на животот и за малите нешта, како што вие споменавте, докторе? Да, баш прво многу ми се допадна како пациентка бивша, затоа што она не е пациент. Практично пациент е човек док се осеќа како пациент. Она е здрава и тоа е, значи, бивши пациент. Тоа е, кога да кажете бивша жена, она е пак жена, не е бивша више. Значи, она со право го има своето име Софија, знаеме, Божица Чива е Софија, затоа што дошла до мудроста. Значи, ние несвесно живееме стварно, како што каже, во рутина, додека Постом ја од оваа стана веќе 20 години, додека нешто некој нагол шок не тргна од таа путања. Тоа и електроните така може да се придвижат од атомското јадро, али толку имаме знаци околу нас дека имаме време и порано да се пробудиме. Ние животот стално го сакаме, нели, кажуваме деца, маж, фамилија, што се уствари вредности кои не се доволни за нас, гледаме во некој момент дека сме ние уствари сами со себе.
правата вредност, значи, на Божја мудрост или како сакате наречете, таа доаѓа, изгледа случајно, тоа е цело време со нас, ние уствари откриваме, ние имаме во себе, она имала и таа мудрост и молитва и мекоча на жена, пошто сите жени се меки, бар ја мислам така. И јас сум среќен со нив што работам да може помогне човек колку што може, но будењето кај не е баш нешто што може и роман да се напише, а има и многу книги денес. Ми е жал што многу од нас ги изијаме кога ни треба нешто до живот, кога не се деси некој шок, дали тоа е развод, дали е губиток материјален, дали е губиток најлошо на човек, но убаво ова емисија и да е пофалам, затоа што е стварно она малку повеќе светло и како што кажа на почеток, Софија многу убаво, ме кажа, емисијата баш убаво се ка тунел, она кажа, да, на крајот е светло, значи, гледате у тунелот, некој гледа темница, а некој гледа светлија на крајот. Е сега, вика дека бракот е некојаш тунел, само не го гледате светлото на крајот, се шалам, да се нашам, но светлото стално доаѓа. Да. Значи, и подршката од фамилијата не е била битна, но мислам дека она и без тоа би... Што некојаш таа подршка не е така како што ние очекуваме од најблиските, значи пријатели. Веројатно и тие имаат некогаш проблем да се соочат нели со информацијата и тие се справуваат со нешто што за нив е многу и страшно. И нас многу, ја мислам, е поблагословен за нас некој да не напушти скроз у тој момент ако требало, зашто тоа ќе останете стварно сами. И онда почнувате од нула, али кога ќе почнете не од нула, почнувате од таму кај што сте вие. Вие ќе дојдете до вас сами. Кој што мајката која се пораѓа во благословена состојба, ние сме сите овде. Јас сум благословен со две дами, едната благословена, другата благословена, друг начин. Молитвата е изучена многу интересно и научно. Значи, у Далас, значи, Лари Доси, еден од основоположници практички на психонероимунологија, тоа е и психоонкологија, ако сакате наречете, пошто морате да имате некоја научна основа, кога нешто збориме, значи медицината разбрала дел од неа, дека може тој да се изучи. Значи, баш у Далас, у ЦПЛ е направено со молитви, колку од нив имале стварно молитви за здравје, колку од нив не верувале Бог, значи, процентот на излекување кај едните, тие што се моле, било 80% поголем, значи, студија од 1000 испитаници, тоа не е мала. Да. Значи, студија сепак е контролирана и не може да, сигурно не е неконтролирана студијата, имаат најголема вредност во науката, но Берни Сигел правеше исто, значи, со неговите пациентки, заедно ги собираше у групи црта, он ги тераше да цртат како го замислувате клетките на ракот. Пола пациентки ги црта ко ајкули. А една пациентка ги црташе како мали, а вика, ова се моите леукоцити што ќе изедат, таа се излечи најбрзо од нив. Значи, нашата имагинација, значи, вие сте имале имагинација на здравје, значи сте добиле верба и колку се гледате како е поврзана таа верба, што ние уствари у моментот на диагноза ја неам. Че тој момент све ни одеднаш завршува нашата илузија. Тоа е ко убава девојка што сте упознале на шминка на навичок ја видите од сабајата. Одеднаш илузијата завршува, но почнува едно, вие може од тие очи ќе видите нешто друго. Скоро кажува дека мајка кога ќе погледне детето со онај мил поглед на љубов, има ли болја шминка од тоа? Тоа е што жена може да носи, а секој од вас што вие двете сте го имале, тоа чувство и знаете што значи таа благост. Значи, у тој момент што тоа највише ми се допаѓа што кажа, вие сте сами, а ние сме уствари стално сами. Ние никад не сме биле со друг. Ние уствари со друг се сложуваме да бидеме, да живееме заедно, сакаме некои луѓе. Ние се врзуваме уствари на нашите желби и на она што го сакаме, со тоа сме врзани. А уствари, одеднаш кога у тој момент вие имате само себе си имате, немате ништо друго. А уствари разбираме дека само себе сме се имале. Така да се. Сега кога ќе дојде моментот на диагноза. Верувам, тешко вие кога ќе треба да се соочите во тој прв момент со пациентите кои ја добиваат диагнозата. Вие рековте во моментот сте си прочитале дури и сама. Но ајде да тргнеме од таму. Колку е важно да се прават тие рутински прегледи? Среќа голема ваша што сте го направиле тоа, нели односно сте си имале пракса на времено да си правите рутински контроли што би требало секоја жена, па и секој човек, кај мажите, нели ракот на простата исто со голем висок процент на малигни заболувања, односно клетки малигни кои се уват кај мажите таму конкретно, кај жените конкретно многу често кај
рак на дојките се јавува или таму се сконцентрирани клетките. Прво, зошто е тоа така, можеби, зашто тие подрачја најчесто ги зафаќа и колку се чести тие навистина редовни контроли и од кога би требало да почнат за да знаеме да можеме во коштец да се фатиме со ситуацијата. Па да, баш затоа е ова емисија добра и една жена да ја чуе, една девојка и да знае дека е тоа стварно многу битно да се прегледа, значи дојката, не само гинеколошки, веќе ја мислам дека ова наша популација веќе личи на овие години, може да кажам, дека дали има и поголем број на ординации, што се и приватни. Се да е малце више за гинеколошки преглед, ја не сусретно одавна особа што не била. Значи, освен докторки. Значи, доктори не идат на прегледи, не идат на контроли. Мислам, заборавете тоа. Ја не сум бил никад на никаква контрола, освен еднаш... Тоа дека се си знаете или? Не, па ја знам мои колешки што не направиле мамографија, нема ги спомнам, али работиме со дојки, многу од нас, во Македонија. Вика, ја мамографија... Не, знаете зашто со тоа работите, веројатно малци мислите сега, па сега, ако со тоа работам, нели? Условно рече. Но раниот преглед после 40-та година, значи една мамографија мора да се направи, по нови сега има статистички испитувања дека тоа може и после 45-та, 50-та, али 40-та година таа граница кај што веќе мамографија, кај што има израчење мало, нели, и озрачување на таа дојка. Но ехо прегледи на запад гинекологот, многу од нас знаеме, е обучен и дојките да ги прегледува. Кај нас не е така. Така да дојката оставена повеќе на радиолози, на хирурзи и на нас, а тоа би требало, мислам дека гинекологот е стварно би требало малце се на нив и таа тежина да прегледат бари дојки, пошто ја не знам, веројатно жената треба да се гледа од чело нагоре, гинеколозите почнуваат од долу и завршуваат негде долу. Ја мислам дека треба да продолжат, нели? И дојката прегледот е исто добар за психолошки жената се осеќа дека е здрава, прегледана, нели? И да знае како е ткивото на дојката у млади години, да после вие на 40 кога ќе снимате може да успоредите дали некој дефект можда, некоја циста била можда и од млади години, значи имате веќе еден репер со што да успоредите вие кој прв пат ќе дојдете на 40 години, кога пред тоа не сте биле на ехо, немате зашто некој наод да го успоредите. И мислам процентот на грешка е многу мал, последно ако што кажавте многу што Антеска видела и ехо и значи на ехо нешто може да се види што на мамографија не може и обратно. Тоа и мене ме значи двата прегледа да. Убаво го кажа, двата прегледа треба заедно се направат обавезно, значи после 40-та година. Така да у Македонија се правеа напори и мислам дека уште ќе се прават, тоа беше многу добра акција што почна през 4-5 години за бесплатни мамографски прегледи и видовме дека уствари голема популација на жени знаела дека треба рано се прегледа, но од нели разни не само организациони аспекти, тоа е и на Балканот генерално проблем кај сите земји можда со недоволни ресурси за тоа, пошто за не е доволно само да имате мамограф, треба да имате квалитетен кадар. Многу, уствари 2 милиони луѓе би требало да имат 40-50 радиолози стално достапни за читање. А ние толку специјалисти уствари на клиники беа концентрирани док дојдете преголем ред на чекање. Ја мислам ова по градови како што и сега, мислам дека е една добра идеја нели да има онколошки центри у сите поголеми места у Македонија, што Битол го има. Тето мислам беше тоа отворено Штип фаза на таму има центар за дојки што е многу добра работа и колешката идеме месечно еднаш да го. Значи имаме со Штип договор и ги прегледуваме жените, уствари таму ја видов дека има околу 11.000 картони, значи 11.000 жени се таму биле еднаш и многу тоа битно. Да. Не, веќе Штип си има една свој центар за дојки што каков и тако од комунизмот, значи што е наследен што некако функционира и ден денес одлично. Мислам што е добро. Тоа е пример за други центри. Зошто канцерот не е таква закана на ова време во кое живееме? На што се должи? Може ли да генерализираме? Канцер, уствари, ракот на дојка е до само 3% знаеме потеклото. Зашто би се јавил? Она што по ново време се тие нели генетски, дека тоа генетска болест мајка која има ќерка, знаете дека тоа не е точно, значи у мал број случаи може мајка не е толку две сестри имаат поголема шанса да добија ако едната сестра има другата, ама поголема 2% ризик. Значи тоа е 2% ризик поголем од било која друга. Тоа не е
некој ризик голем ја повише, мислам дека што они се гледат па сочувствуваат дека може дури од стрес нешто да се тука добие фамилиарно, али канцерот е закана уствари за целиот свет. Сега мислам се откриваат не само причини за него, дека и тоа болест уствари што не можеме со таблета да излечиме, како може денес што можете стент на срце, имате технологија да направите, но ја мислам прави што на е недефиниран почетокот на болест, не знаеме зашто доаѓа, исто како што многу работи живот не знаеме зашто се случуваат, но лечењето денес за дојката засеќа многу поквалитетно него пред 20 години, има многу повише опции. Жените знаат малце повеќе, се штитат овакви емисии, допринесуваат за тоа. Ви кажувам, една жена денес да не слуша или девојка и да го направи преглед, да најде, вие сте направили улогата. Само една да е. Не мора да се уопшти ни две, а ќе бидат многу повеќе. Така да, незинот е многу, ми се више, мекови беше излаган. Јас така... исклучително ме плени и вака ме збогати Софија со таа насмевка, блажина и дури нели кога се раскажува целиот овој момент на еве вакво едно животно патешествие, кај вас на ликот има блаженост и насмевка. Нема никако... Можам да ја објаснам насмевката. Да, би сакала, навистина. Да, и баш би се надоврзала на она што го кажавме, дека сме сами во тој момент. Всушност не сме сами, Господ е со нас, а треба да го сознаеме тоа. Малце сме го подзаборавиле, малце сум од тоа време кога многу далеко беше од нас и црква и религија и вера. Прилично сум возрастна од Скопје, сум кога немаше ни 150.000 жители Скопје. Иначе инженер сум по професија, работам во администрација и на раководни места сум била. И прилично еден слој од народот и еден живот што беше далеко од верата. Меѓутоа мене ова искуство ме приближи на вистинското место. И тоа е целото богатство на ова искуство што јас дознав дека не сум сама, дека е Господ со мене. А како беше тоа трагање и наоѓање, ако дозволите да кажам. Значи, после овој првиот тажен период, да кажам, соочување со вистината, многу важна одлука е дека јас сакам да живеам. Значи, нема предавање, него избор. Или ќе патиме и ќе пропаднеме во таа тага, затоа што медицината си го прави своето секоја чест, меѓутоа од истата состојба мислам дека од нас зависи во кој правец ќе одиме на тунелот. Дали ќе избереме тага, депресија, само сожалување на другите и ќе пропаднеме во собствената тага, или ќе избереме ентузијазам, борба за живот, одлука за живот, за нов живот. Јас го избрав тоа и тоа го препорачувам на сите. Знаев дека медицината е едниот дел, меѓутоа едноставно знаев дека многу важен дел е и духовноста. Почнав да трагам насекаде. Значи, се што ми дојде под рака, читав од духовна литература покрај све друго што имам исчитано од книги. Се и се што прочитав, одев на различни места, на курсеви, одев на медитација, на некој курс за космичка енергија, јога. Не знам што све не пробав, варајќи го вистинското место. Секаде нешто ми недостасуваше. Отпосле сватив дека се било заблуда, дека се било губење време, се било истрошување непотребно, а посебно со сите тие силни книги, тајна, не знам, моќта на подсвеста, што во тоа време ми беа некој... Се некој водич или некој водич ми беа, меѓутоа сватив дека тие ја акцентираат моќта на разумот, а не ни е разумот наш важен толку многу. Во тие моменти сигурно. Во тие моменти нити разумот, нити емоциите, него треба едноставно така да се откажиме малце од себе, да си ги смириме мислите, да си ги смириме емоциите, да се препуштиме на Господ. За цела среќа трагајќи то подолг период така и лутајќи од едно место до друго, на телевизија видов емисија за Константин Кајшаров и гледав негово искуство со исцелување на луѓе и барајќи решение отидов и таму се најдов, мислејќи дека ќе биде уште едно место, уште едно така, уште една изгубено малку време, условно речено. Меѓутоа јас таму не само што се најдов себе си, не само што Господ го најдов, него најдов таква прекрасна нова фамилија, ново семејство на вистински луѓе, вистински верници. Веќе
колку повеќе години сум таму присутна и можам да кажам, како што ги спомнав и докторите во областа на медицината, дека тој, како духовен учител можам да го кажам, дека ми ја поттикна вистинската вера, без заблуди, дека ми посочи како да се поврзам со Господ, ми ја посочи Библијата колку е важна Новиот Завет, колку е важна молитвата, ама вистинската молитва. Јас не знам како се молев, не беше некој инстинктивно молење, меѓутоа и то како има да се знае каква е вистинската молитва, дека треба да се живее редовно таков живот, што јас веќе го практикувам и мене денот ми започнува со молитва, ми завршува. Значи, покрај сите книги, Библијата ми е најгоре секогаш, Новиот Завет ми е секогаш најгоре, толку ми представува исполнување на животот, отварање нови видици, поставување критериуми, затоа што тоа е книга за вистината, каде што се е напишано, секоја можна ситуација од нашиот живот е таму напишана. Не можев тоа од прв пат да го видам. Ја прочитав, ми беше малце така повеќе податоци, меѓутоа со второто читање наоѓам работи и се чудам како не сум можела да ги приметам првиот пат. Со следно читање, значи ги осознавам животните ситуации и насоки за секаков можен проблем, секаков совет. Тоа е богатство што треба секој да си го приближи до себе. И тоа е насоката, значи вера во секојдневниот живот, практично христијанство, нели ние христијани сме, меѓутоа не треба само декларативно или значи јас во сите тие трагања на вистина имав потреба да одам во црква, да упаѓам во некои ритуали кај што не се наоѓав во некои процедури со секој почит, мислам и према нив секој си има свој избор, ама мене ми фалеше моје лично поврзување. Тоа го најдов и многу го цена. И сум сведок како молитвата прави чуда. Не само за исцелување, него за постигнување на многу повеќе работи. Беше потребно посебно да се објасните прво со најблиската можеби околина или со малку подалечните, но блиски за вас луѓе, кога вие можеби предочувате дека сте го нашле патот. Како ќе се справите со оваа состојба, дека е нешто кое што во секојдневието, рековте вие, не го практикуваме. И ова може би од страна доживувано во некои вакви периоди, за некои луѓе ќе биде и чудно, нели? Да, јас како што ми е храбро едното признание да кажам, што сум боледувала, така ми е и другото признание. Верувам во Господ Исус Христос, верувам во се што е напишано во Библијата, посебно што имав привилегија да одам во Израел, во местото каде што тој се родил, каде што живеел, каде што... Бевте во периодот кога... Не одамна, пред неколку години, меѓутоа таму почувствував колку е вистинска таа вистина, колку е безвременска. Кога чекорите по истите места каде што тој го носел крстот или каде што тој се молел, или каде што го предале, или каде што го распнале, го чувствувате тоа место и чувствувате дека времето не постои. Чувството е како сега се да се случува. И всушност времето е измислена категорија. Значи тоа е нешто безвременско, безгранично силно и моќно и вистински верувам во сето тоа. Во неговиот живот, во неговите чуда, во неговите исцелувања, во неговото воскресение, дека е жив, дека не чува и дека е со нас. И то не некаде горе на небото, туку тука со нас, постојано со нас. Нашиот дух е во допир со него, пошто и тој е дух на добрина, на милост, на љубов. Сега ми е малку тешко да не го правам паралелно со вас разговорот, прашање на накви остри медицински одговори кои вие треба да ми ги дадете, бидејќи овде навлеговме во една... Дел од лечењето, значи Софија Бока. Тоа е еден дел од лечењето, значи она кога нашла каменот со крстот, значи крстот гледате имате хоризонтална линија, имате вертикална. Таа вертикална стално ни фалела. Секој од нас ја бара, значи дошла од таа фаза бара, некој од нас ја бара цел живот, значи тоа бараме. Секој од нас кога дојде кај изворот, па не, стално ние бараме решение зашто е овака, зашто е, место како што кажа, погледнеме малци у себе и да се некад мозокот да го смириме, значи мислите. Ние уште мислиме дека сме ние у мозокот, тоа е, ја не мислам така. Значи, тој што мисли, нека мисли, значи секој си има свое, како да се воопште не мислам дека сум ја само у тело. Тој да, телото е тука, има мозок, па каде уствари јас сакам од лева на плавушите, уствари од десна ги сакам, црните од лева. Да, мозокот служи како еден собир, само они прави многу мисли од секојдневни ситуации, нели, рутина. Ние живееме еден, нели, свет на илузии.
тишината, времето е за несеќа трае многу долго кога е шок и кога е лошо, кога е нешто многу убаво, трае многу споро, тоа сака да го продолжи. Значи времето е туку, сами знаеме релативно, сами по нас како го осеќаме. Еве, Живки се изгледа помладо него што била пред тоа година, че времето негде не делува. Го најдов решението, секоја сезона по едно дете. Што ме видат сигурно 50 година, ми изгледа се дори по блага и мирна. Значи, толку и мир проверува од вас да сите не смирите. Кажете една многу битна работа. Кој чука на врата, така се отвори. Ако вие не чукате, како ќе се отвори врата, да знаете што има зад врата. И многу интересно, се што сте поминали, йога и сите курси, се, јас му поминам може нешто друго, али и јас му помислам, викам, зашто ми требаше тоа? Али без тој пат, уствари, вие не може да дојдете никако пак до... Че тој круг што се врти некако нормално да идеш, да бараш таму, па да ви чека ова йога, ова медитација, што бара источна се метода. Но кој да, бара... се косат некогаш, значи, ја не мислам да прво дека е Бог уопште човек со бела брада, што казнува лоши. Значи, секој си има свое... Али, апсолутно да мислам, ја не сум од мајмун. Ја не сум уопште не верувам во теорија на еволуција, на Дарвин. Таква смешно, за секој што малце читал, не е друго. Само малце да изучувате, невозможно вие од мајмун да сте. Само не имаме свест да пишеме поезија, Шекспир, да сакаме у момент да се разблажиме, значи да може тоа да го пишеме, да пееме. Каде тоа? Тоа се Божји особини. Значи ние ги имаме, а не ги откриваме секој ден. А треба секој ден да пееме. Ја тој го правам, дома свирам секој, мислам, веројатно и вие го правите. Секој ден гледаш да... Смирени сте вака кога ќе ви дојдат пациенти поприлично исплашени од тој прв, нели, удар на шок од диагноза? Тоа не е рутина, веќе секој човек е различен, али апсолутно гледаш таа, што зборевме за темница, понекад гледаш темница, значи гледаш шок, уште тоа се шок ситуации, али па гледаш исто и многу храбри луѓе што сакат живот, пошто ние немаме друг избор. Ние имаме едино избор за живот, па затоа и сме, зашто сме тука? Да живееме. Значи, секој помисла да, животот е готов као некој, или некој ме казно, кој ве каза? Само можеш да се казнеш и имаме грижа на совест. И за тоа една емисија пред за грижа на совест, дека тоа едно такви само лоши работи што може сами да си ги направиме. Обично тоа многу фини особи го прават, што имат нежна природа, имат грижа на совест за нешто цел живот. А они прават свое добро на сите, а се стално нешто... Ние треба да сме сретни што сме живи, да гледаме на другите исто добро. Веројатно Софија ќе додадеше, можда не успеа дека она не го гледа се само животот на само ко своја фамилија, да е она сретна и тука здрава, него и затоа е она тука, да тоа го раши и сегде, затоа што животот на секој од нив, вие ако сакате вашите деца ги чувате, мора прво да ги чувате сите нив како ваши деца. Како би можело само вашите дома ги чувате, а другите да не ги сакат. Ние и со години, добро, и со читање, и со разбирање на луѓе, оваа професија сретна и од оваа страна, зашто не се, мислам, веројатно тоа е патот, ти учиш многу и за живот, и за све, учиш од оваа страна, ако си паметен да научиш. Че ти од оваа страна имаш, значи, они го има тој можда шок, а ти па имаш тоа разбирање, али пак, секој пациентка нешто ти дала, ти нешто на неа, ама никој не останал оштет. Тој кога двојца заљубени ќе дојдат, двојца идат побогати, како тоа може, тоа не е со материјално сврзано, идат побогати, а никој на ништо не зема. А како може тоа? Иако вечерва ние темата да канцерот, ние мислам дека ќе го решиме. Да, па ние го решиме. Веќе не разговараме на темата. Во секој случај споменавме дека и тоа како рековме, на времените прегледи се многу важни и сега луѓето во последно време вие сте имали исклучителна среќа што во тој ран стадиум потоа не сте имале потреба од хемотерапија. Тие колку се страшни. Велат дека нели многу луѓе се плашат од хемотерапијата заради убивањето на болните, но и на здравите клетки кај човекот. Колку се неопходни, колку е неопходна другата алтернатива медицина на која луѓето гледам дека се почесто, можеби поотворено гледаат на справувањето со овие ситуации. Значи, постојат и правила, значи, медицина базирана на докази, Македонија е дел од таа цела европска, што и ние ги правиме препораки на нашиот институт, одделението за дојка према европските препораки, значи хемотерапија се знае кога се дава, значи треба стадиумот да е таков и таков, значи тоа се веќе естаблирани, значи, треба се види која е хистопатологија на тумор, рецептори да не се прават
И после тоа е, значи, естаблирана процедура, значи, после операцијата, зборам, да се даде хемотерапија 6 или 8 циклуси, за рачење дали треба, не, и после се дава таа антихормонална терапија која трае 2 или 5 години, све зависи од тоа. Но тој веќе е еден естаблиран циклус, но тие негативни можда, што најверојатно најблиските слушали или можда филмови сме гледале многу дека се тоа повеќе, дека е гадно. Денес не е тоа веќе време, ја не се сеќам со години пациентка може да имала гадење од терапија, зашто имаме и средства да се тоа гадење спречи, али мислам дека се анимации поише читат и дека интернет отварат се повеќе наши пациентки и имат добра информација од деца или од околу, некој ќе им каже што ако отвориш малце да видиш дека тоа веќе не е проблем и овакви приказни што ми е драго што подели Софија со сите нас е на баш еден убав пат, што е искрен, што ја не можам така да го кажам, што она го поминал. Значи, у Америка се деси, кажа, 50-те години, да Бети Форд, прв пат каже на жената на америчкиот председател, јас имам рак на дојка, тоа беше шок у Америка. Тоа беше буквално шок. Луѓе гасеа телевизор и плачеа. Рак тоаш беше синоним за смрт. Значи, и на многу од нас не останало дека ракот е, а јас знам една девојка, рак толку е мека и ракче, па нели го јадеме у кафани, ракче се убави. Ова е убаво видување. Да, па не е ракот, не е најстрашна работа, има многу пострашни. Работа е што сепак имаме нешто со кое може да се изборим. Значи, замислите инфаркт, човек не ни знае или сообраќајка, тоа е жално, насилно губење на животот, некоја глупост. Ова е нешто што ипак некој ни дал да се избориме. Значи имаме едно благослов. Значи, предизвик, животен предизвик. Прва реченица е, еднаш го направи прва реченица на секој пациент, кајато била зашто јас, ама тоа несвесно од тоа, чекај, што направив, нели прво мислим што сме направили, не разбираме дека некад сме па мислам дека Софија е благословена, не да и посака човек да доби или не доби, она го имала виш. Али гледате како е тој после 10 години целиот незени карактер и мекоста, она чак и ни зрачи на сите нас еден мир. Дори публиката се смири, си викат може да имавме негде се кафе пиеме, али боле што сме тука, поубаво има. Софија, ова ми е драго што вечерва, извинете, ве прекинав малку. Го споделувате ова искуство, исклучително ми е многу драго, бидејќи рековте не сте излегувале ниту по медиуми, ниту сте сакале да зборувате. Ова приказна се ја чувавте за себе и навистина ми направивте голема чест, вечерва во тунел ја споделуваме. Немавте потреба, ми рековте, ниту од некои организации кои се нели во борба против ракот и така натаму. Вие рековте дека тоа некако си го решивте на свој начин, но дали сето ова искуство сакате да го споделите со луѓе кои ќе го забележите тој страв, паника, кои се во некој стадиум во кој вие некогаш сте биле? Секако. И многу ми е драго и се случува во последниот период се случува со неколку лица да имам такви контакти, толку искрено, можеби поопуштено можам тоа да го зборувам и мислам дека допира до нив како што тие кажуваат. Затоа што на вистина не значи крај, на вистина не значи дека е се готово. Напротив, има други моменти што може да се оптимистички. Медицината ќе го направи своето, меѓутоа тие се во сигурни раце и со секоја редовна контрола се веќе будни, за разлика како што спомна докторот дека некои не знаат што имаат во себе. Вие веќе си продолживте со одев со на редовни контроли. И сега веќе продолжувате веќе може, веќе не. Поретко? Да. Значи, за првиот период, додека беше онај потешкиот период, одев на контроли и ми беше животот како на рати, чувство дека живеам на рати. Одем на контрола, добро е, значи имам уште 6 месеци. И тоа беше тажниот период. Меѓутоа, после тоа баш се најдов утеха дека секоја контрола е веќе дека некој ме следи, дека се контролира што се случува со мене, или пак чекајќи по тие врати. Еден случаен разговор, ама многу што ме разбуди, беше ваков. Една жена прашува зашто чекате? Јас викам за најтешкото. А таа вика не за најтешкото, јас чекам за моето дете. Да. Така да секогаш има многу потешко. Секогаш има и многу подобро. Да секогаш да гледаме на светлата страна, да се гледаме во... Како го доживувате животот од денешен аспект? Од денешен аспект научив многу научив животната лекција, која ми е прво
она примената што е од Библијата, што е искрена препорака за секој, не е само да се верува во Господ, него да се применат насоките и препораките. Треба искрено исповедување и покајување за грешки што сме ги правеле во минатото, свесно, несвесно, сами со други, вистински исповед и покајување. Треба простување на секој што ни грешил, ни сгрешил, што не разочарал, што не напуштил. Значи треба толку длабоко да им се прости на сите луѓе, да не чуваме никаква горчина во себе. При тоа, простувањето не значи дека го оправдуваме тоа што го направиле, туку напротив, се одврзуваме од тиранијата на болката. Тоа може да е можна причина за разболување. Треба да пишаме, ако простиме, ќе ни биде простено. Треба да се одречеме од се што не е Божјо. Треба да се одречеме и од болеста, и од претходните грешки, од сето тоа, да се живееме со Господ, со Божји благослов. При тоа не значи бегање во некоја духовна реалност и изолирање од секојдневниот свет. Значи, од секогаш јас некако поврзувам многу теми и луѓе и во овој случај поврзувам живот современ, модерен, кај што сум на работа со реални околности, со проблеми дали во семејство, дали каде и да е, не некои сериозни проблеми, меѓутоа тоа соочување со животот. Да, меѓутоа со верата. Се е многу полесно. Се е многу поразјаснето. Јас знам јас која сум, што очекувам, знам другите кои се нема завеси, нема криење. Значи имаме една убава комуникација, али точно се знае кој каков е кој што мисли. Животен стадиум. Али само со добрина, само со кроткост, со љубезност, со добрина. Макар и да не се толку добри со нас, ние кога правиме добро, луѓето омекнуваат, се спитомуваат и навистина е прав рецепт за еден убав мирен живот, за една хармонија. Тоа препорачувам на секого. Ова ќе ми биде една многу убава завршница на вечерашнава емисија и мислам дека ќе ми отвори простор за можеби и следно гостување и една соработка кога ќе ни бидете од значење заради дека позитивната енергија, топлината која имате и многу разјаснете веќе визии по прашање на животот. Морам вака грубо докторски да завршам. Медицински од типот на самопрегледот колку е важен конкретно за самопрегледот и е важен, али треба да биде по новите препораки, треба да биде бар еднаш годишно со контрола од доктор. Само преглед може да ве залаже некаде дека сте доби, значи вие треба се само прегледувате, значи да ве научи некој како добро да се само прегледувате, не само по книжки, по цртежи, али еднаш годишно кај доктор да идете ако нешто, нели? Се почувствува. Да видите дали е тоа се окей. Значи само преглед да, ама со контрола од доктор, зборам во случај кај што нешто има и нешто не е баш најасно. Али само преглед, знаете од серијата Beverly Hills, тоа е многу гледана серија, беше како денес, не сакам да кажам некој турски, веројатно, и таму баш се само прегледа сите од серијата во една и после имаше, значи, таков навала на ехо апарати у Америка, значи, од една 4000% више. Че од други ден, што значи медиум и што значи и ова емисија сега за значи, да развојат луѓе дека све е окей, ама некаде ракот на тојка и што не знаеме уопште зашто доаѓа, раниот преглед е един што може смртноста да е нама. Значи, ако тоа го знаете, не терапијата, него раниот преглед. Тоа е најважната работа и затоа и била благослов и баш е тоа убаво што е најдено у рана фаза и она е баш доказ како треба. Дали се отишла на контрола. Можела да не иде, избрала да иде. Да, убаво рековте, можела да не оди, но избрала да оди. Затоа внимавајте што ќе одберете, каков пат ќе одберете и колку ќе се посветите на оваа духовност и мир кој и светлина. Се извинам, Софија си го најде во себе и се разбира дека верувам светлината многу почесто ќе ја гледате на крајот од тунелот, секој од вас. Јас ќе завршам со една топла преградка со Софија, бидејќи ми остави многу силен впечаток вечерва. Многу ви благодарам. Ви благодарам и јас за искреноста. Благодарам за гостувањето и верувам дека искрено допревме до многу широка популација кај која ќе разбудиме подеднакво, повторно ќе речам, свеста за прегледи, навремени, водење грижа за своето здравје, но водење многу голема грижа за она духовното и она што вистина го носиме секој еден во нас. Ви благодарам многу на сите. Благодарам.